присутни почитувани представници на медиумите. Дозволете ми на самиот почеток да кажам дека јас лично сум задоволен од реализација на проектот Безбедни семејни паркинг зони, за кој што ЗЕЛС пред некаде околу една година го подпиша меморандумот за соработка со АМСМ. Сметам дека со реализација на овој проект насочен кон подобрување на безбедноста во сообраќајот, навлеговме во сршта на наједноставните, но неизмерно важни потреби на определени категории на наши граѓани. Во овој случај тоа се бремени жени и семејства со дечиња до 3 годишна возраст, за кои што обезбедуваме законски, но и реални услови за поставување на соодветни паркинг места наменети исклучиво и само за нив. Тие паркинг места се утврдени на најповолните локации, што им се потребни на оваа група на граѓани, и тоа пред здравствени установи, пред определени центри за пазарење, како и пред јавни објекти кои што првенствено се наменети за најмладите. Водевме грижа овие паркинг места да бидат поставени на најсоодветните места на овие локации, односно на самиот влез и излез во паркинг зоната, а и просторот за паркирање да е поголем од вообичаениот и поудобен за потребните манипулации на родителите со мали дечиња и бремените жени. За сега вакви безбедни зони за трудниците и за родителите на деца до 3 годишна возраст се обезбедени во општините Центар, Чаир и Велес, во станиците за технички преглед на АМСМ, но и во речиси 12 зони на паркирање на јавното градско предпријатие Градски паркинг Скопје. Неколку локации, да издвојам на клинички центар, она што го работевме во текот на оваа пролет, кај клиниката за гинекологија и акушерство, каде што имаме обележани 4 вакви паркинг места. Пред 8 септември градската болница имаме уште 3, но исто обезбедивме такви места и пред Зоолошката градина, каде што и најчесто всушност се движат дечињата. Во рамки на градски паркинг сега за сега имаме 27 вакви обележани места во различни зони, дел од нив можете ги видите во промотивниот спот. Јас лично се залагам оваа бројка во иднина да ја зголемиме, воедно работиме и на зголемување на обележани паркинг места и за лицата со посебни потреби. Затоа проектот е за сега проектот е малку повеќе сконцентриран во град Скопје со оглед на најголемиот интензитет на сообраќај и недостаток на паркинг места, но многу скоро истиот е планирано да се реализира во општините како што се Охрид, Велес, Битола, Тетово, Штип, Куманово, односно во поголемите градови во нашата држава, каде што учесниците во сообраќајот се соочуваат со истиот проблем од недостаток на паркинг места. Всушност, овие општини уште при подпишувањето на меморандумот изразија заинтересираност, посочувајќи реалната потреба за реализација на вакви и слични проекти кои што ќе придонесат за побезбеден сообраќај. Во таа насока, голем е бројот на општините кои работат и на поттикнување на користење на велосипедот како превозно средство и при тоа превземаат низа мерки за создавање на безбедни услови за нивно вклучување во сообраќајот. Всушност, тоа е улогата на локалната самоуправа во непосредна соработка со граѓаните да ги детектира дури и навидум наједноставните потреби и да направи напори истите да ги обезбеди. За крај дозволете ми да апелирам до сите граѓани, учесници во сообраќајот, да работиме заедно на подигнување на свеста за паркирањето на возилата, што подразбира непречено одвивање на сообраќај и доследно почитување на паркинг сигнализацијата. Благодарам.